Од 580 првачиња минатата година, оваа година во училишните клупи во Штип треба да седнат 559 првачиња. Согласно податоците добиени од страна на секторот за внатрешни работи Штип, бројката на првачиња е намалена за 21. Уште позагрижувачки факт е дека оваа бројка не се исполнува, бидејќи родителите заминуваат во странство, а децата се запишуваат во други градови. За жал, оваа бројка не се исполнува. Тоа е така од различни причини. Едноставно се случува родителите да емигрираат некаде, да отидат или во друг град, или да ги запишат децата во друг град во Македонија или пак некаде во странство. Уписот на првачиња трае до 31 мај, кога се очекува бројката да биде пополнета и од септември децата да седнат во училишните клупи. Уписот на првачињата е во тек, трае до 31 мај и веќе родителите почнуваат да ги запишуваат своите дечиња во основните училишта, ги донесуваат документите кои што се неопходни и се надеваме дека ќе се исполни бројката која што е предвидена за упис на ученици. Инаку оваа година, по евиденцијата која што ја добивме од секторот за внатрешни работи, има вкупно 559 ученика кои што треба да се запишат во основните училишта во Штип. Проблем кој треба да се надмине е иронизацијата. Болно прашање за општината, но се надеваат дека годинава ќе се почитува истата од страна на родителите и дека децата ќе се запишат на училиште согласно нивниот реон. Ова прашање е навистина болно, да не кажам, во општината. Го знаете и проблемот со сегрегацијата кој што се случи. Меѓутоа се надевам дека оваа година ќе има почитување на реонизацијата комплетно и дека сите ученици ќе бидат запишани онаму каде што припаѓаат според реонот во кој живеат. При уписот родителите се должни да достават уредна документација која опфаќа копија од матична книга на родените на ученикот, копија од лична карта на родителот на ученикот, потврда за уреден вакцинален статус, потврда од стоматолошки преглед, потврда од очен лекар, изваден од страна на надлежни здравствени установи. За децата со посебни потреби, родителите се должни да достават мислење од Комисијата за проценка на деца и младинци.